После 11 декември, како идна власт, се обврзуваме да направиме автопат од Велес преку Прилеп до Битола и Меджитлија. Ова ќе биде нов крвоток за Битола и регионот. Ке се подобри комуникацијата, развојот на економијата, образованието, здравството и слично. Регионално, со новите експресни и магистрални патишта, ке се поврзуваме со Ресен и Охрид, со Демирхи Сарикичево. Со проектот Македонија без кал, секое село и населено место ќе добие асфалт. Пругата Битола-Меджитлија мора да се заврши во предвидените рокови. Железничкото поврзување со Грција ќе овозможи далеку поевтин и посигурен превоз и на патници и на превоз на стока за производителите и трговците. Битола и битолчани заслужуваат живот. Со годишен буџет од 23 милиони евра, Талевски и ДПМНЕ не само што не изградија нов стадион, туку и овој постоечкиот го оставија на милост и немилост на забот на времето. Во трите мандати, со над 270 милиони евра народни пари, Талевски не издвое ни денар за стадион, за спортската сала Младост и воопшто за спортот во Битола. Но затоа е обвинет дека добро се нафатира од криминалниот тендер за превоз на ученици, кој беше најскап во светот. Поскап дури и оној во Јапонија. Почитувани граѓани, после 11 декември, новата влада предводена од СДСМ, веднаш ќе го започне циклусот за изградба на стадион во Битола и комплетна реконструкција на спортската сала Младост.